Левата е мојата гостинка за денеска пратеничката Ели Панова. Добро утро, велам. Добро утро за гледачите на Алфа телевизија. Добро утро и благодарам на поканата, драга. Пратенички Панова, мораме да влеземе во сериозните води, едноставно така стојат работите во собранието. Денеска би можел да се формира анкетна комисија за случајот за криминалот во онкологија. Вие како партија, разбира, вие сте од ВМРО, помене заменик координатор сте конкретно на пратеничката група, постојано укажувате дека криминалот тамо не е од вчера и дека овој криминал мора да излезе на чистина, мора да излезе на виделина со сите консеквенции за секој што е виновен и веројатно анкетната комисија е еден чекор во тој правец, би рекол. Долго време затајува надзорната улога на собранието, кој што веројатно сега е крајно време да ја оствариме ние како пратеници. Токму заради тоа поднесовме една иницијатива за формирање на анкетна комисија, која што денес треба да биде на Комисијата за политички систем, каде што треба конкретно да се донесе одлука за формирање на оваа анкетна комисија со утврдени цели за нејзиното работење и понатаму да продолжиме низ процедурите утврдени со деловникот во собранието. Искрено, јас не очекував дека ќе помине, меѓутоа гледам дека и пратениците од власта чувствуваат одредена одговорност за целава оваа ситуација и се надевам дека во текот на денешниот ден ќе имаме конечна изгласана одлука и од наредната недела би почнале со работа токму на оваа анкетна комисија, која што навистина би требало да извади на виделина политичка одговорност на поединци кои што во изминатите 6 години и тоа како имале врска со случувањата и криминалите на онкологија. Проблемот е во тоа што ова е скандал над скандалите. Така е. Значи, ваков скандал, ваков суров, безоџен, безчувствителен, како да го наречам, нечовечки криминал, одземање на лекови од луѓе на кои што тоа им е спас или можност за спас на животот, нешто невидено е до сега во македонски рамки, меѓутоа ние сме навикнати на скандали секој ден. Така е. Можно ли е и овој скандал веќе додека откако излезе овој скандал имаше уште 3 нови? Ја што ги запамтив, веројатно има и повеќе. Едноставно се наоѓаме во ситуација кога општеството веќе не може да издржи толков степен на скандали. Така и ние не можеме доволно да ги истретираме сите и практично ги забораваме, односно поради премногу скандали недоволно се задржуваме на истите и токму поради тоа беше нашата иницијатива во собранието, затоа што мислиме дека овој скандал мора да се расчисти, станува збор за човечки животи. Искрено, секој од нас некогаш отишол на онкологија, имал свој близок таму. Недовербата која што во моментот ја има во медицинскиот тим на онкологија е недозволена. Практично луѓе таму треба да одат со надеж за живот, а не да се плашат дали ќе го преживеат и моментот во кој што треба да се најдат на онкологија. Околу ова, министерот Меджити гарантира дека во овој момент, тоа е многу интересно, вели во овој момент сигурни се лековите. Меѓутоа тој вели пред јас да станам министер, пред јас да преземам контролата, не знам што се случувало. Вие велите дека најмалку 2 до 3 години, како партија зборуваме, веројатно и подолго, се случувале такви работи, меѓутоа имаше од власта пораки дека всушност па не е така, цели 20 години тамо имало скандали и воопшто во нашиот здравствен систем, вели 20-30 години има скандали. Тоа е еден вид обид да се прикаже, па и во времето кога ВМРО ДПМН ги имало истите криминали кога беа на власт и претходно, не знам, во времето на Бранко Црвенковски, можеби, па во времето на Љупчо Гергиевски и така натаму, тој обид да се релативизираат работите. Секогаш би сакала да зборувам врз база на факти и аргументи. Пред нас го имаме извештајот на Државниот завод за ревизија, кој што уште во 2021 година ги увидел недостатоците на системот на онкологија. Практично утврдил дека като системот таму не работи, не функционира, дека недостасуваат лекови, дека балансот на или ова што е практично
примените лекови и она кој што го има на попис не соодветствуваат, недостасуваат огромни парични средства, онкологија се наоѓа во криза и токму таму се посочуваат и лицата кои што би требало да имаат директна одговорност, меѓутоа досега еве 2 години поминале од тој момент и ништо не е направено. Очигледно никој не го прочитал овој извештај, а тоа беше и една од нашите цели да да ги разгледаме барем документите со кои што располагаме, па може би од таму може да се извлечат одредени заклучоци и се надеваме дека конечно ќе има епилог и некој ќе превземе одговорност. Да, искрено се надевам и јас на тоа, меѓутоа се сомневам во овие околности, веројатно ќе биде потребен еден сериозен ресет државен за да дојдеме дури до воопшто до можност да почнеме да функционираме како држава. Меѓутоа, сега имаме уште две работи кои што се многу актуелни, меѓу другото. Едната од нив е така наречениот предлог закон за амнестија, кој што вие како политичка опција не го одобрувате. Амнестија која што се однесува според објаснувањето на власта, за тие што не знаат, лицата осудени до 6 месеци воопшто нема ќе излезат од затвор или воопшто нема да одат, тие до година и пол ќе добијат намалување на казна и така натаму, се со цел според објаснувањето да се ослободи место практично во пренатрупаните македонски затвори. Драган, чиф е овој предлог како прво? Ние како пратеничка група во собранието немаме се уште видено конкретен предлог од страна на министерството. Од една страна видовме дека минатиот период се разликува тоа дали промовира одреден закон министерот или министерството. Што е неверојатно. Што е неверојатно, заради тоа што од една страна некој потпишал, па друг поддржува, па не поддржува, а заменичката министерка минатата недела излезе на седница кога стануваше збор за кривичниот законник и буквално лажеше за содржината на истиот, на кој ние да веруваме. Министерот не нашол за сходно да направи една целосна анализа зошто сега е потребна една ваква амнестија, ако воопшто изборите не се причина за тоа. Ние во извештаите на Народниот правобранител, еве јас додека сум пратеник, 3 години наназад ја гледам состојбата во затворите дека е непроменета. 3 години има премногу луѓе, катастрофални услови, па ние сме држава во која што имаме рекорден најголем број на избегани лица од затворите и тоа со причина. Што значи дека целиот систем воопшто не функционира. Ние имаме кризна состојба каде што војската е на помош во затворите. Ние имаме таму недостаток од кревети, практично луѓе спијат по ходници. Насоките од Народниот правобранител се во ред. Состојбата во затворите е катастрофална и мора да се реши. Но ние треба да видиме што е идејата на министерот и зошто оди со амнестија. Да видиме една целосна анализа колку луѓе би требало сега да излезат од затворите и што ќе прави министерот во наредните 6 месеци кога ќе се ослободи просторот во тие затвори. Дали ќе работат на подобрување на условите за воиднина или единствената цел е тоа што се приближуваме пред избори, а министерот треба да си направи свој личен пиар, да се појави сега наеднаш во затворот, без при тоа да го посети тунелот кој што го градеа затворениците за да избегаат од него. Една катастрофална состојба, морам да признам. Меѓутоа, предлог законот за амнестија кој што официјално е веќе во влада, не сум сигурен. Знам дека не е пред вас и дека сте го виделе. Да го видиме, некој велат во влада е. Значи законот, како што гледам, има различни шпекулации, повеќе верзии, се додека не го видиме во собраниска процедура, истиот не би сакала да го коментирам. Заради тоа што сведоци сме дека заедно зборуваме, на крајот на хартија добиваме сосема нешто друго, некогаш во законите, во ситниците, во запирките и во сврзниците е суштината и затоа да оставиме да го видиме законот во собрание, да ја видиме оваа анализа за која што зборував, а која што би требало еден сериозен министер за правда да ја направи како прилог на овој закон, што е тоа суштински што ќе го промени во наредниот период за условите во затворите и да видиме дали ќе има едноставно консензус, заради тоа што видете еднонасочната комуникација која што ја објавуваше на Facebook
министерот не е консензус и не е диалог за носење на било каков закон. Да, меѓутоа така е со оваа влада веќе подолго време, Така ако сме реални. Сето тоа го прават исклучиво за личен пиар и ништо друго. Меѓутоа, мора да признаеме, овој предлог закон за амнестија е секако поврзан со измените на кривичниот законник, кој што поминаа во собрание на еден специфично грд начин би рекол. При тоа дојде до разни непријатности, веројатно на релација меѓу најголемата опозицијска партија и останатите кои што се расправаа кој всушност направил кворум во собранието за да има гласање, иако тамо јасни се пропозициите на кој начин се доаѓа до кворум и како законите поминуваат. Кривичниот измената на кривичниот законник многумина ја поврзува со матни игри во позадина кои што би требало да предизвикаат условно, не условно, туку многу директно пратениците од ВМРО ДПМН да гласаат за уставни измени. Не верувам дека дури најнеупатениот гледач не ги знае овие компликации кои што стојат во позадина, меѓутоа колку е реалноста од сето тоа? Јас би сакала да го искоментирам сето ова низ едно мое видување на работите. Јас сметам дека кога ги истрошија сите други механизми, оваа влада остана единствено да се потруди да креира една психолошка војна во Република Македонија, се со цел да го убие и она малку останатиот морал на македонецот. Зошто го зборувам ова? Заради тоа што практично наместо, бидејќи тие се очајни, свесни се дека според сите анкети ќе ги изгубат катастрофално наредните избори и можеби нема да достигнат ниту 120.000 гласови според бројките со кои што располагаме. Што практично СДСМ ќе ја префрли од првата лига во тоа значи дека некали. тие својот рейтинг не можат да го кренат. Единствено што можат е да работат да го намалат нашиот висок рейтинг, се со цел ние да не добиеме 61 пратеник на наредните избори, кои што се известни кога и да се случат. Па и без 61 пратеник нема да ги спаси нив од ова го прават, значи до моментот кога ќе стигнат до изборите, народот да има тронка сомнеш во пратениците на ВМРО ДПМН и гласањето за уставни измени. Уставните измени под бугарски диктат нема да се случат, тоа е кажано не еднаш, 1000 пати. Ова е за нас затворена тема. Доколку има било каква дилема, истото може уште утре да се стави на гласање во собранието и да се видат бројките, но за да го покријат овој свој недостаток, оти практично нема како да го уништат нашиот рейтинг, сега прават едни конструкции кои што за народот кој што не ја познава процедурата во собранието, не знае што значи кворум, не знае што значи европско знаменце, не знае што значи скратена постапка и така натаму, ќе му створат тронка сомнеш и ќе продолжат да крадат, да го оплечкосуваат македонскиот народ, да го руинираат целиот систем. Буквално народот секојдневно да гледаме дека излегува по протести, тендерите и понатаму да функционираат и да да си носат пари, а за сето тоа повторно да биде виновно ВМРО ДПМН. Ми се допадна терминот психолошка војна, морам да признам и јас ќе го користам понатаму затоа што потполно се согласувам. Се наоѓаме во психолошка војна во моментот. Потполно се согласувам дека токму тоа и не верувам дека е смислено локално, мислам дека смислено од скапо платени пиар експерти кои што доаѓаат од странство и сето ова го прават со причина. Тајмингот за законите и за кривичниот закон и за законот за амнестија се во исто време еден дефокус од реалните проблеми на граѓаните. Од темата со онкологија, од темата со Соравија, од темата со Мерко, од аудито на Артан, од еден куп тендери. Практички можеме да ги набројуваме до утре, а сето ова е, повторно ќе повторам, со цел дефокус на македонската јавност, а на народот мислам дека сето ова му е многу јасно.
За жал, веќе дојдовме до крајот. Мене ова ми е премногу брзо искрено, меѓутоа така стојат работите во утринската емисија. Претпоставам дека и ти имаш прашање за нашата Јас би гостинка. преминала од ова интересен термин од психолошката војна. Јас би ја сакала да ја запрашам за една друга психолошка игра, која што беше најкоментирана денес со гледачите, а тоа е оние предметот животни вештини за средношколци. Какви вештини им се промовираат на средношколци, ученици кои што се во најчувствителните години, прашањата за хетеросексуалност, во кои што во превод испаѓа дека хетеросексуалноста не е нормална. Искра, јас би повикала да го погледнете протестот кој што се одржуваше вчера во Струмица, а кој што беше организиран од еден родителски фронт. И навистина можам да кажам дека сум горда на тие струмичани кои што решија да излезат вчера и да го кажат гласно својот став околу токму овие прашања, кои што се поврзани со концепцијата на Мила Царовска. Ние многу зборувавме за таа концепција, за штетните последици кои што истата ќе ги има понатаму, а денес ги гледаме ефектите и резултатите од истата. Практично народот, македонските граѓани и македонските родители морат малце поактивно да се вклучат во воспитно-образовниот процес, особено преку родителските совети кои што ги има во училиштата, и да почнат да реагираат дека вакви писанија, вакви учебници, вакви скрипти или не знам веќе што се, не се дозволени и ние нема да дозволиме на нашите деца да се промовираат истите. Да, ако ги оставиме така ова да ги воспитува, можеме да замислиме што ќе се случи